Цените стигнаа до плафона, институциите не можат да се договорат која од нив треба да го најде виновникот за тоа. Комисијата за заштита на конкуренција ја врати топката кај Министерството за економија. Оти тие не можеле да постапат ако некој до нив не доставил написмено дека се сомнева дека има неетичко здружување меѓу трговците за договарање на цените. Од комисијата велат дека во изминатите 2 кризни години ниту еден министер, ниту инспекторатот, ниту организацијата за потрошувачи се обратиле до нив за да можат тие да действуваат. По средствата за јавно информирање слушнав дека се прави анализа на пазарот. Од таа анализа може да произлезе некое сознание, некое сомневање, каде што преку преставка од инспекциите или од министерствата би стигнало до нас со одреден број на имиња на компании кои што се сомневаат дека може да прават штетни договори. По бурните реакции за ставот на министерот за економија Крешник Бектеши дека мерки може ќе има, а може и не, во време кога граѓаните штедат на храна за да си ги платат сметките, премиерот денеска конечно проговори за проблемот. Мерки ќе имало, но не кажа какви и од кога, а дополнително најави нов проблем – можна млечна криза. Инаку, нов бранд поскапувања ќе следи со даночната реформа. ДДВ-то по носење на законите ќе скокне од 5 на 10% за одредени производи, но никој не знае кои се тие. Луксузната листа власта ја крие уште кога ја најави оваа даночна реформа, а според експертската јавност ова ќе предизвика огромен бранд на поскапувања, зашто во законот не се јасно дефинирани продуктите, туку само стои производи кои не се дел од основната храна. Во делот на даночните стапки се врши ревидирање на истите во делот на примена на повластена стапка, а во насока на усогласување со европското право, следејќи ги ограничувањата кои се поставени и тоа преку зголемување на стапката на ДДВ од 5% на 10% на производи за човечка исхрана кои не се дел од основните производи потребни за човечка исхрана, се врши намалување на стапката од 18 на 5% за промет со менструални производи со цел поттик за поголема заштита и хигиена кај одредена група на граѓани. Законот за ДДВ најверојатно ќе се најде на следната пленарна седница, закажана за 5 септември.